Почитувани граѓани, почитувани новинари. Дека ништо не се променило во партијата на Никола Груевски, во овој скапоцен дворец позади мене, потврдуваат ставовите на Гордана Силјановска, кандидатката на Христијан Мицковски за председател на државата. Христијан Мицковски зборува преку Гордана Силјановска. Очајно и крајно неодговорно, Гордана Силјановска се обиде да ја злоупотреби трагичната сообраќајна несреќа во која животите ги загубија 15 наши сограѓани, а голем број се повредени. Додека се уште се свежи страотните сцени од несреќата кај Ласкарци, додека наши сограѓани се уште закрепнуваат од повредите, додека семејствата се во тага и болка. Тоа не е однесување на председател на држава. Председател не користи несреќи и човечки трагедии со намера политички да профитира. Председател не обвинува напразно и неосновано, само за да следи партиска наредба на својот вистински шеф. Сега е јасно зошто Силјановска не се огради од говорот на омраза и поделбите што ги ширеше една нејзина колешка, исто така блиска до ВМРО-ДПМНЕ. Ваквото однесување на Силјановска потврдува дека се движи по стапките на Иванов, следејќи ги насоките на Христијан Мицковски. На Република Северна Македонија не е потребен нов Иванов, туку вистински председател кој ќе работи во интерес на граѓаните и државата. Председател кој нема да ги дели граѓаните, туку ќе ги обединува. Председател кој нема да ги злоупотребува нивните чувства. Председател кој ќе биде партнер на граѓаните, а не партиски послушник. Ви благодарам.